Време е за вестите. Стечајците кои поднесуваат барање за стечај на доместок со себе во Агенцијата за вработување треба да понесат само лична карта. Сите документи административните работници ќе си ги добијат по службен пат. Децидни се од Сдруженијето УНИТ откако голем број на стечајци се пожалија дека им биле барани М1 и М2 образци. И овој понеделник стечајците го одржаа својот редовен состанок. Речиси повеќе од пола стечајци веќе се пријавиле во подрачната единица на Агенцијата за вработување. Засега немаат информации на прашањето дали фирмата во која работеле е опфатена со законот. Па кажаме дека електронски е таму у заводо, значи само барање, они го извадат од од компјутер и тоа е потпис еден и натака рече ќе останат телефонски броеви и ќе бидеме известувани. Кога од прилика би требало да имате првични известувања за тоа дали ќе добиете стечај на доместок или не? Ви кажа ли некој? Ништо не кажа, такви информации никој не дава. Па сега какво обеќе надат се да земат па. Ќе видиме. Подобро би било со ваков стечај на доместок, така? Како не? Без она може 15-20 години е без динар. Напуштија ги без ништо остана. Иако беше речено дека стечајците со себе треба да понесат само лична карта, голем дел од нив се пожалија дека од Агенцијата за вработување им барале М1, М2 образец. Од Сдруженијето Децидни, службите овие образци ќе си ги добијат по електронски пат. Само лична карта, друго ништо. И трансакционна сметка што им тражи, тоа е. Другото ништо, препуштува се работа на Агенцијата за вработување. До крајот на неделата во Министерството за труд и социјална политика повторно е закажан состанок, а од понеделник наверојатно ќе се знаат и првичните податоци за тоа кои стечајци ќе добиваат месечен надоместок. Коалицијата за подобра Македонија вчера одржа митинг на градскиот плоштад во Штип. Беше промовиран староновиот кандидат за градоначалник Илчо Захариев, носителот на советничката листа Иван Јорданов, како и кандидатите за советници. Започнува ново движење кое ќе ја донесе новата ера за Македонија, ера која ќе ја предводи оваа наша коалиција. Продолжуваме да ја следиме нашата патека, но со ваша поддршка, порача вчера вечер од Штип лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Ера на просперитет, на напредок и исполнети ветувања, одговорност, достоинство и заедништво. Ера која ќе предводи оваа наша коалиција и која ќе покаже на сите и дома и надвор, на сите оние кои се оправдано загрижени или можеби малку се скептични, дека да, ние можеме, да, Македонија може и мора подобро. На вчерашниот митинг пред Штипјани се обрати и староновиот кандидат за градоначалник Илчо Захариев, кој вети изградба на нови градинки, канализациони мрежи и водоводи, изградба на студентски град, дом за стари лица, како и изградба на нови патишта. Патот до Велесе веќе завршен, автопатот до Скопје 90% завршен, се гради експресен пат према Кочани, се гради нова клиничка болница, се направи универзитет Гоце Делчев, гасификацијата е завршена, имаме нова тир зона, а после 2020 година ќе имаме и нов аеродром. На вчерашниот митинг беше представена и листата на советници. Нашата енергија вреди да ја вложиме на вистинското место каде се има слух за потребите на граѓаните, место каде се креираат конкретни решенија за проблемите на граѓаните. Впрочем, ВМРО ДПМН покажа дека веќе е минато времето на максимата верувај и ќе доживееш. Претходно карванот на коалицијата одржа митинг и во Свети Николе. Со свечена конвенција СДСМ во Домот на културата во Штип ги промовираше изборната програма, кандидатот за градоначалник и членовите кандидати за општинскиот совет. Промоција на програмата и советниците на СДСМ и коалицијата и представување на нивната проектна изборна програма за локалните избори, секако и представување на кандидатот за градоначалник на општина Штип заедно со советниците. Токму од овде денеска тргнуваме по патот
на победата и на 15 октомври сите заедно, целиот Штип, сите наши сограѓани ќе прославиме на градскиот плоштад една голема убедлива победа во првиот изборен круг. СДСМ очекува сигурна победа на локалните избори и максимален број на советници. На овие локални избори СДСМ ќе победи, ќе однесе убедлива победа и ќе има мнозинство во Советот на општина Штип и ќе има свој градоначелник. Колку советници очекувате? Доволно за власта да помине власта на СДСМ и да ги оставиме сите оние проекти од нашата победничка програма. Изборната програма на СДСМ предвидува проекти за развој на Штип и за подобро утре на сите граѓани. Кандидатот за градоначалник од СДСМ ќе гради катна гаража на локацијата на стариот здравствен дом, при тоа не водејќи грижа за граѓаните кои таму добивале здравствена нега, обвинија денеска на прес ВМРО ДПМН. Граѓаните го имаат последниот збор. Ова решение е подобар и побрз пристап до клиничката болница, одговорија од СДСМ. Кандидатот за градоначалник од СДСМ Благој Бочварски планира да гради катна гаража на локацијата на стариот здравствен дом во Штип, кажа денеска на прес од ВМРО ДПМН во Штип. Со ова, како што велат, Бочварски не се грижил за граѓаните кои овде со години добивале здравствена заштита. Граѓаните да размислат дали повеќе им е потребна катна гаража или здравствена нега, порача на пресконференцијата на ВМРО во Штип. Кандидатот за градоначалник од СДС, Благој Бочварски, имал намера локацијата на стариот здравен дом да ја претвори во катна гаража. Според она што го говори и представува како своја изборна заложба, е изградбата на катна гаража на ова место. Но прашањето е дали господинот Бочварски знае дека таму постојат здравствени ординации кои вршат здравствени дејности за добробит на граѓаните. Дали со овој потек, праша од ВМРО, Бочварски ќе го врати и урбаниот хаос во градот од времето кога СДСМ била на власт. Со изградбата на катната гаража, како што потенцира, ќе се уништило зеленилото во овој дел на градот и ќе се создаде сообраќаен метеж. Она што е особено важно, а што Бочварски не го кажува, е кој ќе ја гради катната гаража и дали веќе во неговата глава постои утврден план кој ќе го врати на голема врата урбаниот хаос предизвикан токму од СДС кога беше на власт. На пресот на ВМРО со писмено соопштение реагираше СДСМ. Сите се сеќаваме како ДПМН го погази мислењето на жителите во населбата 8 ноември и го уништија еден од најубавите паркови во градот. Огромна е разликата од глувата и криминална структура на Илчо Захариев и креативните решенија на идната локална власт. За разлика од нив, ние нудиме решенија. Граѓаните не би требало да стравуваат затоа што се ќе се реши заедно со нив, без нивна дозвола нема да се гради ништо. Изминатата локална власт за 8 години не понуди решение за градскиот сообраќајен хаос. Ние нудиме решение, што не значи дека тоа е конечно решение. Граѓаните ќе го имаат последниот збор. Ова решение е клучно за подобар и побрз пристап до клиничкиот центар во Штип. Идната локална власт заедно со граѓаните ќе ги носи вистинските одлуки и вистинските решенија за нашиот народ. Стои во соопштението од СДСМ. Носителот на советничката листа од партијата Левица за општина Штип денеска имаше првата пресконференција на која што истакна дека приоритет на градот Штип е да се среди сообраќајниот хаос со изградба на катна гаража. Носителот на советничката листа на Левица за општина Штип Борислав Крмов на денешната пресконференција истакна дека советниците од Левица кои би влегле во новиот состав на Советот на општина Штип ќе се залагаат за средување на сообраќајниот хаос во центарот на градот. Крмов забележува дека тие ќе инсистираат на изградба на катна гаража, која е предвидена да се изгради на потегот меѓу хотелот Гарни и трговскиот центар. Оваа локација беше планирана за голема катна гаража и работата беше да се ослободи, ева тука и река Тотиња, значи да се ослободи уште по една лента од двете страни на река Тотиња. Со тоа би се решил буквално сообраќајниот метеж, би било многу повеќе енергетски ефикасно затоа што луѓето буквално мораат некош и по 500-600 метра да вртат за да стигнат до локацијата што ја бара. Тука ние секој од Левица што ќе влезе во градскиот совет ќе притиска најитно у наредните 4 години овој проект да се оствари. Крмов истакна дека паркинг местата во катната гаража која ќе се изгради треба да се наплаќаат, но останатите паркинг места треба да бидат бесплатни. Тој забележа дека поради немање на средства и спонзори, Левица води скромна кампања, во која се офатени средбите со граѓаните.
Реконструкција на главниот градски колектор во должина од 2,5 километри и изградба на пречистителна станица, вети пред Штипјани кандидатот за градоначалник од коалицијата предводена од СДСМ Благој Бочварски. Проблемот со загадувањето и испуштањето на фекалии во река Брегалница ќе се реши. Жителите на населбата Балканска и 8 ноември повеќе нема да чувствуваат реа во летните месеци, ниту па граѓаните ќе се плашат од зараза. Порача на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник од СДСМ за Штип Благој Бочварски. Решението според него е во изградбата на колектор и пречистителна станица на река Брегалница. За мене, за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и нашата коалиција, здравието на граѓаните е приоритет. Затоа овој извор на зараза ќе биде решен со реконструкција на главниот градски колектор во должина од 2,5 километри од потегот на Арама до населбата 8 ноември. Ќе ја заштитиме река Брегалница од емисии на отпадни води. Ќе ги заштитиме граѓаните од заразни болести. Ќе ја заштитиме почвата во која што се излеваат отпадни води. Ќе обезбедиме чист воздух, чиста вода и здравие за сите. Со овој проект ќе се реши еден голем еколошки проблем за градот Штип, а според Бочварски граѓаните ќе се заштитат од заразни болести и ќе се намали загадувањето на река Брегалница. На пресот на СДСМ денеска реагираа само од јавното штипско комунално предпријатие ИСАР. Откако Министерството за култура ги скрати наградите на годинашниот Макфест, Општина Штип како главен организатор реши сама да ги обезбеди. Нема да бидат на висина од лани кога за првите 3 места имаше фонд од 22.500 евра. Сепак, прво наградената композиција наместо 1.500 како што беше предлогот од Министерството ќе земе 5.000 евра. Наместо 10.000, овогодинешниот победник на Макфест ќе земе 5.000 евра. Кратењето на наградниот фонд на еден од најстарите фестивали за забавна музика доаѓа, откако Министерството за култура на неколку денови пред самиот старт на фестивалот одлучи од 22.500 евра буџетот да го скрати на 3.500. По ова Општина Штип како главен организатор одлучи наградите сама да си ги обезбеди. Висината на паричните награди нема да биде како што беше и порано, но ниту по предлогот од Министерството за култура. Според одлука на општината, значи првата награда ќе биде наградена со паричен фонд од 5.000 евра, втората награда со 4.000 евра и третата награда со 3.000 евра, додека преостанатите награди, како што се за сценски настап, за дебитант, остануваат по старо, значи со награден паричен фонд од 500 евра. Потребните парични средства за прво, второ и трето наградените композиции на Макфест има. Општина Штип ги обезбеди од сопствениот буџет. За сега е неизвестно дали организаторите ќе бараат одговорност од ресорното министерство за непочитување на претходно подпишаниот договор. Ние досега имавме коректна соработка. Веројатно и понатаму ќе продолжиме да соработуваме со министерството, меѓутоа ова ситуација со оглед на тоа дека се случи на една недела пред фестивалот, немаме друго решение, натаму веројатно ќе имаме подобра комуникација. Овогодинешното 32 издание на Макфест стартува на 5 октомври и на двете фестивалски вечери ќе настапат 28 изведувачи. Во малата сала на Центарот за култура Ацо Шопов беше промовиран првиот роман на Татјана Биџовска со наслов Обичен живот. Темата на романот опфаќа период од животот на младите штипјани во 70-тите години од минатиот век. Романот Обичен живот од Татјана Биџовска е неизин прв роман, а темата е од животот на младите во Штип почнувајќи од 70-тите години на 20-тиот век па до денешно време. Живот исполнет со безгрижност, љубовни доживувања со среќен и тажен крај, игранки, одење на корзо, но и дрога и други негативни сегменти. Романот представува една антологија на генерација која што од 74-та година почнува кога тргнавме во прва година средна школа, па опфаќа до ден денес. Ги опфаќа сите промени низ кои што ние моравме да проминуваме. Напредоци технолошки, поминување од социјализам во капитализам. Главни личности се всушност цела една генерација ставени во прототип на 4 најдобри другарки и неколку судбини на нивни пријатели, другари, друштва кои што комуницираат со нив, кои што имаат допирни точки со нивниот живот и влијанието на тие личности врз нивните животи. Биџовска сака и понатаму да твори во пишувањето романи.
Се надевам дека ќе продолжам, се зависи од читателската публика како ќе биде пример романот. Првиот роман од Татјана Бижовска Обичен живот може да се најде во библиотеката, а истиот набрегу ќе биде и во продажба. Почна одбележувањето на неделата на детето. Дечињата од детската градинка Вера Циревири Трена во Штип денеска се дружеа со игри, а за нивните права и обврски ќе учат преку активностите кои ќе бидат спроведени во текот на оваа недела. Како дел од програмата за одбележување, освен игра, предвидени се прошетки, изработка на беџови и пораки како и дефиле во градот. Па околу 600 дечиња број нашата градинка, сите тие ќе бидат вклучени во активностите. Како најпрва активност е започнување со правото на љубов и обврска, почитување на самите деца и ќе имаме изработка на беџови преку кои ќе самите деца ќе го дадат значењето на самата детска недела. Децата имаат свои права. Ние имаме право на игра, право кој имаме се. Ние имаме право на забава. Почна жетвата на белото злато. Оризопроизводителите ќе добијат зголемени субвенции за 18.000 денари по хектар. Во Кочанскиот регион годинава под ориз беа засејани околу 3.000 хектари. Со традиционално зажнејување почна жетвата на оризот во Кочанско поле. Оризопроизводителите немаат загарантиран откуп и цена, но министерот за земјоделство Јупчо Николовски им порача дека ќе добијат зголемување на субвенциите на 18.000 денари по хектар. Со ваквото значително зголемување на субвенцијата, сакаме да ги мотивираме оризопроизводителите, но и покажуваме колку ни е важна оваа култура за овој регион и за Македонија, која е карактеристична за регионот и од која што екзистираат многу семејства. Освен зголемувањето на субвенциите, во наредниот период ќе работиме на обезбедување на непречен пласман на оризот, но и изнаоѓање на нови пазари. Досега за мерката за сејана површина со ориз се исплатено 80 милиони денари субвенции, а за произведена и предадена арпа околу 15 милиони. Група на оризопроизводители побара и одговори од Николовски за откупната цена на оризот, но и за субвенциите кои, како што тврдат, на дел од нив не им се исплатени. Што ќе биде? Субвенциите ги нема. Немаме субвенции и не можеме никој пат да добиеме ние на овој начин со 10% зголемување. Вака, јас не спомнав никакви 10% зголемување, збориме за 10% зголемување на субвенциите кои што ги реализиравме преку програмата во овие 120 дена, се однесуваат на наредната година. Ветивме 20% зголемување во текот на овие 4 години, 10% веќе се внесени во програмите. Во Кочанскиот регион годинава поради сушата под ориз се засејани околу 3000 хектари, што е за речиси половина помалку од претходните години. Тешка сообраќајна несреќа на патот кај Чардаклија во Штип. Со тешки телесни повреди во болница завршил 76 годишен жител, кој со возилото Тојота прво удрил во сообраќајен знак на патот, а потоа слетал од коловозот и се превртел во канал за вода. Со возилото на итна медицинска помош, повредениот е пренесен во клиничката болница каде е задржан на лекување. Незгодата се случила вчера околу пладне на магистралниот пат Кочани-Штип, во непосредна близина на излезот од селото Чардаклија кон Кочани. На местото на настан излегла уветна екипа од СВР Штип. СВР Штип ги чека резултатите од вештачењето на коските, испратени во МВР, кои викендов беа пронајдени на депонија во Берово. Нови детали околу случајот не соопштуваат, оттаму се додека не се утврди дали пронајдените коски се човечки или од некое животно. Сепак оттаму потврдуваат дека ќе се следат насоките од надлежното обвинителство за целосно расчистување на случајот. Како што информира од МВР, викендов во Беровската полиција, 43 годишен беровец пријавил дека во близина на депонијата на градежен отпад забележал дел од череп. Полицијата подоцна пронашла и вреќа со коски кои наликувале на човечки. Фудбалерите на Брегалница триумфираа против незгодниот Тиквеш во Кавадарци, а лидерот на табелата Беласица ја оствари и шестата едно по друго победа. Во надпреварите честото коло во рамките на втората македонска фудбалска лига група Исток се постигнаа следните резултати.
Беласица победа во Ландово 3:1. Осогово Хоризонт Турново 1:3. Плачковица Борец 1:0. Каменица Саса Кожов 1:3 и Тиквиш Брегалница 2:3. Стрелци за Брегалница Ристен Умов 2 и Горан Здравков кој постигне 1 гол. Табела Беласица е прва со 18 освоени бодови, второ место Брегалница 14, на третото место Плачковица има 12, четврто место Кожов 10, петтото и шестото место го делат Борец и Тиквиш со по 9 освоени бодови, седмо место Осогово 7, осмо место Хоризонт Турново 3, девето место Победа во Ландово 2 и на 10-тото последното место тимот на Каменица Саса со само 1 освоен бод. Следното седмо коло ќе се одигра во сабота 7 октомври, во кое тимот на Брегалница на Градски во Штип ќе се сретне со екипата на Плачковица од Радовиш, а Беласица ќе гостува на тимот на Борец во Велес. Екипата на Китго Пејчево ја продолжува победносната серија во третата фудбалска лига Исток, а тимот на Кежовица со голем пресврт го победи тимот на Овче поле на теренот во Ново село. Во мощен пријатен амбиент и на одличен терен во Пехчево, тимот на Китго славеше рутинирана победа против екипата на Рудар 1947 Пробиштип, изразена со резултат 3:0. Ако стрелците на Китго беа расположени, резултатот можеше да биде и двоцифрен, бидејќи играчите на Рудар одиграа крајно дефанзивно со само еден единствен упатен удар кон голот на Китго. Домашните во водство дојде во 11-та минута, со гол што го постига Андреј Симирски од слободен удар. На 2:0 с големи Јорданчо Трендофилов во 59-та минута. Конечниот резултат Китго Рудар 3:0 го постави Андреј Симирски со своја втор гол во 67-та минута од пенал. Во Ново село тимот на Овче поле имаше предност од 1:3, но играчите на Кежовица со голем пресврт дојдоа до драгоцена победа од 4:3. Стрелци на головите за Кежовица беа Иван Рунтев кој постигна хетрик и Мартин Саздов стрелец на 1 гол. Еве ги комплетните резултати од ова четврто коло. Брегалница Голак Малеш 1:0. Зарновка Слободна 1934 2:2. Кежовица Овчеполе 4:3 и Китго Пекчево Рудар 1947 3:0. Табела екипата на Китго Пекчево е на првото место со максимални 12 освоени бодови. Второ место Овчеполе со 7 бодови, исто толку има и Рудар 1947 на третото, но послаба гол разлика. Четврто место Кежовица со 6, исто толку има на петото место Брегалница Гола. Шесто место Малеш со 3, седмо место Слободна 1934 2 бода и на последното осмото место тимот на Зрновка со само 1 освоен бод. Надпреварите од следното пето коло ќе се одиграат во недела 8 октомври, во кое во Свети Николе ќе се одигра дерби над преворот на првите две екипи на табелата Китго и Овчеполе. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.